Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата и на честа што ми ја направивте да бидам денес тука. Јас навистина уживам кога ќе дојдам во Валандово и во сите населени места околу Валандово. Тука имам пријатели од уште млад кога сум бил, ама тука го имаме и еден од најдобрите градоначалници во државата, Перо Костадинов. И велам на граѓаните, ние во Скопје останавме практично без градоначалник, ништо не се прави. На крај ќе предложам Перо Костадинов да дојде во Скопје, меѓутоа не ми даваат граѓаните, многу се задоволни од него. И така треба да биде. Почитувана министерка Тренчевска, почитуван градоначалник Костадинов, почитувани пратеници Јавочанова и Костадинова, почитувана директорка Тодорова, драги родители, деца и пред се почитувани граѓани на Јосифово и на Валандово. Ништо не е поубаво од среќни деца. Ние возрастните сме најсреќни кога децата се здрави, кога безрично играат, кога учат, а наша должност е да им го овозможиме се за тоа. Вложувањето во раната предучилишна едукација во образование значи вложување во едината на државата. За мене секој дете е важно, а денеска ова е посебен момент бидејќи во селото Јосифово во општина Валандово добива нова детска градинка. Па има ли поубаво име за таква убава установа како асоциација на среќа, а тоа е Детелинка. Во оваа градинка на среќата ќе бидат згрижени околу 60 деца поделени во 3 воспитни групи. Навистина се гордеам што со новите градинки решаваме големи проблеми на родителите. Правиме се за повеќе да не треба да се грижат кој ќе ги чува нивните деца за да тие се посветат на работните или на семејните обврски. Проектот за израдба на нови градинки низ државата рамномерно ги опфаќа сите градови и места каде има потреба од згрижување на деца. Благодарение на бројните мерки кои што ги презедовме, досега постигнавме многу резултати. За прв пат во историјата на државата со поддршка на владата, предводена од СДСМ, се изградени 72 градинки, во кои се згрижени околу 4800 нови деца. Читајќи оваа бројка и гледајќи ги градинките кои што ги отвораме секојдневно низ државата, во Крива Паланка бев во Струмица пред неколку дена, сега тука има и други кои што ќе ги посетам, правам една споредба, а тоа е дека во времето на ВМРО ДПМН во 11 години во Скопје беа направени во центарот 36 споменици и ниту една градинка, а ние направивме за 5 години 72 градинки. Е тука може да се види кој се грижи за децата, за граѓаните, а кој не се грижал за ништо. За прв пат 10 населени места добија градинки, а клонови на јавни установи добија уште 17 населени места. Како влада обезбедуваме услови за оптимален развој на децата, помагаме на родителите во воспитување на децата, бидејќи важно е што поголем број на деца да одат во градинка и да стекнуваат добри навики уште во најраната возраст. Пуштањето во употреба на новата градинка во село Јосифово не значи само згрижени и безбедни деца, туку отворање на нови работни места. Во ова нова градинка има 13 нови вработувања, а ова е уште една потврда дека заложбите на владата се за рамномерен регионален развој и нови добро платени работни места се остваруваат. Владата предводена од СДСМ платите во градинките ги зголеми за 21%, а со приклучувањето на измените на колективниот договор, што преку дијалог го оствари Министерството за труд и социјална политика и СОНГ синдикатот, веќе од септември вработените во дејноста згрижување и воспитание, со што веќе од септември платата на воспитувачките, негувателите и стручниот кадар во градинките ја покачивме за 15%. Со законот за минимална плата покачување доби и техничкиот персонал во градинките. Јас на почетокот на мојот мандат ветив дека владата што ја предводам соодветно ќе одговори и на енергетската криза. Ќе обезбедува сигурност, услови за подобар живот и европска и просперитетна иднина за нашите граѓани и за нашите деца. И сето тоа го правиме, секоја општина, секое населено место, секое парче од оваа земја за нас е подеднакво важно. И стари, и млади, и родители, и деца, и студенти, ученици, вработени, невработени, социјални случаеви, најранливи категории на граѓани, ние не исклучуваме и не изоставуваме никого. Во време на тешка здравствена и економска криза ја зголемивме минималната плата, ги покачивме пензиите. Пензионерите кои имаат најмали примања, овие 4 месеци ќе добијат дополнителни финансиски средства, помош, која што им е потребна, за да можат да ги надмират своите основни потреби во време на оваа економска криза и висока инфлација.
Подршка доби и ранливите категории на граѓани, ја субвенционираме струјата, за сметките да бидат 5 пати пониски во однос на тоа што би го плаќале граѓаните доколку не е таа субвенција од владата. Децата, учениците мора да одат во училиште и да нема изостанување од настава поради грејење и затоа донесовме мерки за училиштата и болниците да набавуваат поевтина електрична енергија. Среќните деца се наша среќа, иднина наша убава старост, а ова ново време кое бара решителни и одлучни политичари. Ние на овие деца треба да им создадеме иднина овде на ова тло, а тоа е патриотизам, тоа е љубовта кон својата земја. Јас предводам влада која се стреми низ независните институции и правично општество да им служи на интересите на сите граѓани. Моја цел е на овие деца да им овозможиме европска иднина, европско образование, европски стандарди, живот во безбедна, стабилна и економски силна држава. Нека детската среќа биде почеток на секој работен ден во детелинка, нека е заубаво, им посакувам многу среќа и успех во работата на сите воспитувачи кои што ќе работат тука заедно со нивната директорка и им посакувам среќно детство и образование на сите деца кои што тука ќе бидат во оваа градинка. Ви благодарам.